Добар ден, дечки. Добар ден, Како сте? добри. Гледам Мате нешто пишува. Вака сега. Добри наставниче. Бидејќи сега сте 5 минути порано, а имаше многумина од вас што прашуваја како со домашните и како да ги пишуваат. Денеска. Внимавајте вака сега, ќе направиме нешто. Денес јас ќе се обидам. 25 сне тука. Видам дали е Елена тука, оти таа ме прашуваше, ова е специјално за незе. Еве, тука е. Вака сега. Ќе ви покажам како да одговарате на домашните, што ви се наместени. Ако забележавте сега во тимовите ви дојде известување за домашна. Дека треба да ја сработите. Ако се логирате во Teams и појдите во вашиот тим, секој во своето оделение, ќе видите дека имате домашна наместена. Се. Наставниче. Молам? А таа домашна вчера или Таа од вчера што беше, сега ја направи специјално за да се гледа секаде. Ти многу прашува кај е, што е, како е. Сега, во овие 5 до 6, може и поќе минути нешто ќе ни треба, ќе ве научам, ќе се обидам да ви покажам како да одговарате на домашни. При тоа ќе ви покажам како од компјутер да го направите, а потоа со помош на телефонот ќе ви покажам како и од телефон да го направите тоа. Може така? Сега внимавајте. Сега јас ќе го споделам екранот што ми треба и ќе отворам еве ученик еден ќе отворам. Значи сега ќе го барам прозорецот од Teams, оти тој ми треба, ма да го префрлам на друга страна. Наставниче? Молам? Ова што го објаснувате ќе го има на YouTube? Да, ова ќе го има, да. Значи сега јас отворам прозорец. Вака. Молам, Душо? Например, другите што има досега пратено домашната. Ако. Ќе треба да ја препратат. Не, никако. Ова сега што ќе ви објасна, уствари е како правилно треба да прикачите вие домашна ако сте на компјутер, а после ќе ви покажам и на од мобилен. Дали сте јасни? Молам? Денес пак ќе решаваме задачи. Да, секој ден решаваме задачи. Ајде вака сега. Да пробам јас фул скрин да биде. Наставниче? Молам? Не можам да го исклучам. Па добро не зборувај ако не можеш да го исклучиш. Вака сега. Значи, ова што го гледате тука е прозорот што ќе го добиете кога ќе се логирате како ученик. Еве го, ремайндер, подсетник. За состанокот што почнува за 2 минути. Ова е некој измислен ученик што го креирав јас специјално за вас и ова е прозорецот што ќе го добиете кога ќе се логирате. Еве го, ова е ученик се вика. Еве гледате овдека. Значи кај вас овдека горе ќе биде вашето име кога ќе се логирате. Сега. За да одговорите на домашната, постојат неколку начини како да го направите. Тоа е, ќе одиме први на најлесниот. Ќе појдете во Teams. Еве, уствари го имам Teams отворено за вас. Еве го овдека. И овој ученик замислен е наместен во тимот за 600 оделение и во тимот за 604. А вие ќе имате, предпоставам, исти вакви две, ова е можно да го немате вам. Ќе го отворите тимот за 604. Гледајте. Ако тимот има црно во него, кај буквите, болдирано, тоа значи дека има некој новини во него. И ќе кликнете на 604, забележувате сега лево овие што се задебелени. Тоа значи дека во овие тимови што се века имате долу, хајден, ќе кликнете, ќе добиете уште тимови. Тоа значи дека во секој од овие тимови што се болдирани има по нешто ново, што го немате видено. Еве пример географија. Од тимот Велјановски пишувал овдека има нешто. Што е тим за сите? Еве множење и делење, еве собирање и одземање, еве на пример англиски јазик. Нема ништо. Сега не интересира тоа. Значи сега ќе одам во делот еве General и еве домашната што ви ја намести. Значи нема да бирате ништо, туку ќе кликнете на делот само General овдека, значи општиот дел. Еве овдека имате задача од религии, во 604 што е наместен. Еве проектот по информатика, за периметар што беше.
Внимајте како. Или ќе кликнете овдека View Assignment, или во делот горе Assignments, кај што ви се задачите. Јас ќе кликнам овдека е најлесно. Погледни ја домашната, задачата што ја имаш. Сега ќе треба да се отвори овдека домашната што ја имате. Да почекаме малку. Еве домашната. Значи, домашна работа од 19 мај 2020 година. Носи 15 поени. Овдека имате instruction, упатства. Домашната имате време да ја предадете до петок во тековната недела. Секоја на задача носи 5 поени. Значи, овдека ви се текстот на задачата ви е наместен. Еве ќе кликните на незе и ќе ги видите задачите. Што ви се за домашна дадени. Овие задачи може да си ги копирате овдека. Еве видите. Save image as. Значи може да си ја зачувате како слика. И ова можете само да го затворите. Прашува каде да ја снимите задачата на вашиот компјутер. Значи, јас ќе изберам фолдер. Еве овдека. OneDrive од Блаже Конески и сега ќе најдеме, имам фолдер за домашни работи. Еве вака. Сега бидејќи истото, ќе си снимам име од 604 да знам дека е ова. Значи, си зачувате во вашиот компјутер. Ова е текстот од задачите. Сега го затворате овдека. Видете сега. Ако кликнете на ова копчето Turn in, значи вие ја предавате празна домашна. Значи немате ништо напишано. За да ми вратите домашна, треба да кликнете на ова копче овдека. Add work. Значи вратете ми домашна. Кликнувате на плюсот или на копчето Add work и ќе видите што ќе се отвори. Еве го овдека. Значи, имате опција да изберете файл ако сте го ставиле тука, ама тука гледате нема ништо. Ако е некаде во Teams, порано сработено, ќе го најдете тука. Ако креирате нов файл на овој дел, видите се што може да креирате. Може да креирате Word, презентација или Excel. Избирате она што вие сакате да прикажете. Ако сакате презентација, може и презентација. Ако сакате Word, еве ќе изберам Word документ. Сега ќе пишам домашна работа од, ќе може на латиница, а може на кирилица, од ученик. Ученик. Така се викаш ученикот, нели? Ученик. Кога ќе кликнете овдека, ама видите сега што е проблемот. Ако кликнеме Attach, видите сега што е проблем. Еве домашната ја прикачивте, но оваа домашна е празна. Нема ништо во незе. Ќе кликнете на незе, и сега ја креиравме незе. И еве го документот. Сега, овој документ вие не можете да го уредувате. Значи не можете да пишувате во него. Ама имате опција овдека со моливчето да го уредите. Имате две опции. Ако го имате Word на компјутер, избирате првата, ама не ви советувам. Мој предлог е да ја користите втората. Сите имате на компјутерот, бидејќи сте членови на Блаже Конески. Кликнувате Add Improviser. Тоа значи дека сега ќе ви се отвори вашата домашна тука, одма. Сега почекаме да се отвори само. Да се отворат иконите, еве ги иконите. Овдека горе пишува дека ја уредувате. Нема потреба да ја зачувувате, сама се зачувува. Сега одиме Insert. Внесиме сликата што ни требаше. Слика. И сега, или од интернет, или од вашиот компјутер. Еве овдека. Го бирате фајлот. Тоа што го снимивме преѓеска. Еве ќе одам во D. Да го најдам кај беше. Еве го OneDrive. Сега ќе појдеме во домашна работа. Че фолдерот кај што ја снимивте вие. Еве 604. Може копи имидж. Момент, копи имидж, да, ако ја снимав. Ја снимив, ама ајде да ви покажам како. Еве е домашната. Текстот на домашната. Може да ја зголемите. Овдека. И сега, можете овдека. Во продолжение, еве вака да кликнам и да пишувате. Одговор на или одговор или решенијата. Да пишувате не одговор, ќе пишам решение.
И вашиот одговор, вашето решение, видите зошто пишувам тука. Ами ако одите во инсерт, вие имате овдека да пишувате и символи, формули ако сакате. Дали ви јасно? Че може што сакате да пишувате тука. Но, ако некој сака, еве сега гледате, ќе заклучам овде. Ова ќе ја затворам. Нема потреба да се зачувува, затоа што е веќе зачувано. Кликнете овдека на close. Сега, ако некој сака да додаде во оваа домашна слика, значи ја решил во тетрадка, сака како да врати слика, како одговор. Видете сега што правите. Ќе кликнете овдека Add Work. Сега. Ќе одите во Upload from Device од вашиот компјутер и ќе ја најдете, веќе изберам било која слика, јас имам од компјутер ако имам некоја слика. Овдека са гледате, немам слика, ама ќе најдам некоја слика на компјутер што имам оставено. Вајле има некоја слика од чекај овдека да видам. Што имам работено. Еве, например, еве некоја слика ќе изберам овдека. Не, тука барам некоја слика кај што овдека, вајле има сигурно некоја слика. Лиценци, еве, например, и овдека нема слика. Еве, квиз геометрија сигурно тука има слика. Еве квиз 1. Еве слики колку сакате. Еве сликата. Ја отворате сликата. И еве сега оваа сликата што имате. Значи замислете дека ова ви е сликата од што сте ја сликале вие од телефонот. Кликнувате на Done. И оваа слика ја имате вие. Сега. Пака може да ја вратите. Turn in, ќе го привратите кај мене за проверка. И вашиот текст и сликата. Ама сега ќе ви покажам како сликата да ја наместите во документот. Значи, отворате документот, кликнувате да го уредите документот и сега, во документот внатре, кога ќе ви се отворат овдека менијата горе, одите во Insert, котит, вика има уште менија овдека долу, не се гледаат, еве ги овдека сите. Молам? Ако сега не е битно, слушај се како може најправилно да е, може и поинако, ама вака е најправилно. Значи во Insert, сега се вратам во претходните. Молам? Ако, например, ние напишеме на Word на компјутер, дали може да ја пратиме? Може. Ќе ти кажам како. Сега, ќе ти кажам како ако ти ја напиша на Word кај тебе на компјутер. Ама нема потреба да ја пишуваш на компјутер. Јас така ја напишам. Знам. Ама вие не мора да ја пишуваш на компјутер кога можеш директно тука да ја напишеш. Разбираш, нема потреба да пишуваш таму на компјутер. Сега го ја бирам сликата, таа што беше. Еве го часовникот. Че ја бирате сликата што сакате и кликнувате на Insert. И еве ја сликата што ја избрав во домашната. Ја затворам. Сега, тоа што ме праша Маја. Ако имате напишано документ во Word кај вас на компјутер, кликнуваш овдека Add Work и го бираш документот овдека. Разбираш, овој ти е тебе документот Upload from Device од кај тебе од компјутерот. Сега ти го бараш кај тебе на компјутер, вака, например на десктоп, и кој ќе го најдеш тоа, го внесуваш во документот. Со Open и готово. Дали јасно? Значи, еве барам, кликнувам Open и автоматски се прикачува документот. Еве кликнувате Done и ја имаш домашната. Сега бидејќи имам два пати, ќе кликнете на овие три точки овдека, момент само. Ќе кликнете на трите точки, ќе ги избришите. Кога ќе сте готови со домашната? Се што треба да направите да кликнете на ова копче. Се додека не кликнете овдека горе десно, домашната не ви е испратена. Кликнувате Turn in, видите се, имате една анимација која ви кажува дека домашната е испратена. На овој начин, вие сте пратиле домашна, ќе ви покажам после како тоа го гледате. Дали ви јасно? Сега внимавајте.
Јас сега ќе се обидам, Момче, молам, може во OneNote или може било каде, може да прикачите што сакате. Само внимавај, овдека што ви покажував, на Add File нема OneNote. Имаш само Word, Excel и PowerPoint. А ако сакаш да прикачиш OneNote, горе десно, после на часот ќе ви покажам, имаш да направиш линк. Подсети ме кој ќе работиме во OneNote да ти кажам како да го прикачиш тоа. Оти, имаше опција друга. Внимавајте сега како ќе ви покажам од мобилен. Сега внимавајте. Јас ќе се логирам на часов преку Teams од мобилен. Сега ќе се приклучам од мобилен телефон. Еве се приклучив од мобилен сега. Значи сега сум од мобилен. Да се мјутнам на компјутер. Да не слушате. Момче, Молам. како ја пратив изјавата, имаше анимација со ракета. Различни се секогаш. Значи внимавајте сега. Јас ќе ви покажам сега кај мене од мобилен. Значи сега замислете вие работите на мобилен. Сега, ќе го Не, јас го споделувам мојот мобилен сега. Почекајте, можно да е побавно. Не знам што е проблемот. Момент, само 2 секунди. Дали се појави нешто? Не се појави ништо. Се гледа. Сега го гледате, ја гледате сликата од мобилниот, така? Сега гледајте. Јас не го гледам тоа вие што го гледате, го гледам на мобилен. Вака сега. Значи, кој ќе појдите во Teams. Еве сега Teams е ова уклучено. Габриел домашната ја гледам. Значи, вие сте сега на мобилен на Teams. Долу и гледате Activity, грешка. Activity, Chat, Teams, Assignments. Значи, треба да појдете во делот за Assignments. Сега јас сум логиран како наставник. Дали го гледате ова на телефонот од кај мене? Да. Вака се. Ќе го избирам истото од преска, 604. Значи, ги гледате сите домашни што се зададени. Се гледам. Молам? Кај мене не се гледа. Само кај тебе или кај сите? Кај се гледа. Хајде вака, чекајте, ќе се... Се гледам. Сега 2 секунди ќе пробам да споделам уште еднаш. Нешто не е во ред. Сега ќе видим. Ќе го престанам споделувањето. Ќе го споделам уште еднаш. Еве, share. Share screen. Молам? Јас ја пратив мојата домашна во папката на Classroom, дали треба пак да препраќам? Не, уживај, не треба ништо да препратиш. Сега вие што гледате кој ќе споделам? Значи не гледате ништо уствари. Го гледам сега екран. Екранот го гледате. Ете така. Што ми треба да гледам што гледате, затоа што јас не гледам на лаптопот што гледате, туку гледам на мобилен сега. Ќе ги гледате апликациите. Сега барам Teams апликацијата. Еве вака. И сега се вративме во 604. Гледате? Да. Еве сега домашна работа 19 мај. Истата. Имате, гледате 1/18. Значи тоа е она што е прикажано. Чекај да видам овдека зашто не го гледам јас. Јас не го гледам тоа. Вие како го гледате не знам. Чекај да се исклучам. Не можам. Вака се, ќе отворам домашната. Не можам да го снимам ова, да го прикажам, вие го гледате, ама јас не можам да снимам ова. Не ми излегува кај мене на компјутер, не знам зошто. Проверувам нешто само 2 секунди. Ајде вака. Добро е. Ај сега да видам.
Нешто ми е многу сомнително овде. Ајде вака се ќе. Значи вие го гледате екранот од мојот мобилен, така? Да. Добро. Еве ќе појдам во Teams. Еве ги домашните што ги отворив. Еве ученик, забележувате дека домашната е вратил. Така? Забележувате дека домашната работа на ученикот и часовникот се веќе тука. Има едно дело фидбек кај што јас ќе го напишам одговорот. Сега како вие како тоа може да го напишете? Значи еве сега ќе отворам друг ученик. Ајде. Значи сега сум влезен како ученик. Ќе го изберам ученикот. Сега. Значи јас сум сега како наставник влезен. Значи ова што го гледате вие сега гледате што ќе видам јас кој ќе испратите домашната. Значи сега ќе почекаме да се отвори домашната. Кај мене на мобилен. Ако се отвори воопшто. Да ја отвориме во Word. Јас имам и Word на... Еве, домашна работа од ученик. Десно долу кликнав на копчето и ќе се отвори во Word. Целта ми беше како да ви покажам од... Еве домашната. Ова е домашната што ја прати ученикот. Значи, се вратам назад. Овдека пишувам одговор на ученикот. Пример. Добро. Давам поени, бидејќи една беше решена, ќе дадам 5 и ќе вратам на ученикот. Еве домашната добив известување на компјутер дека ученикот ја врати. Сега. Јас ќе го прекинам споделувањето овдека. И се вративме назад. Сега јас ќе се обидам овдека да излезам од мобилен. Ете излегов од мобилен. Немате ништо да гледате. Видете сега, ќе го споделам истото нешто што го пишувавме преđеска. Еве го овдека назад. Дали ја гледате сликата се? Да. Ете така. Гледате сега. Видете сега. Да. Ова сум логиран сега како ученик. Видете сега. Домашната беше вратена на 20... пратена. И видете сега. Да се вратам назад да се освежи. Видете сега. Овдека долу ја нема домашната. Туку е домашната во делот за завршени домашни. Ќе ја отворам таја. Се додека, внимавајте, еве овдека сега. Се додека имате време и покрај тоа што сте ми ја пратиле задачата, вие имате опција да ја коригирате се додека имате време за дадено за домашната. Значи, ако домашната е зададена до петок, вие можете до петок да ја изменувате. Кликните тука, ќе допишите што сакате во домашната. Не можам да уредувам, треба да кликнам за да уредувам. Ќе допишите, значи повторувам, допишувате што сакате во домашната. Дополнување. Молам. Зашто имаш пратено, треба пак да ја препратиш. Не. Ака слушај. Значи, ако сте ја пратиле, ама при тоа, кој ќе ви ја вратам јас, сте виделе дека имате нешто забележано, или јас сум ви пратил коментар, дека треба нешто да се преправи. Вие тоа може да го направите на истото место, на истата домашна, ма ќе ја барате во Completed. Разбирате? Значи, денеска решаваш една задача и ми ја праќаш да ја проверам. Утре ќе ја дорешиш другата, или си грешила во домашната и ја отвораш на истиот начин и ја коригираш, додаваш друга работа, еве на овој начин со AdWork, разбирате, и ја прикачувате во делот теч. Стефанија што ме праша, ако треба да додадеш OneNote, бидејќи немаш, ќе го искористиш овој дел овдека, линк. Кликаш овдека на линк, овдека пишуваш опис, значи
Линк од домашната. Овдека може да го напишете линкот и од презентацијата што би ја направиле, ако сакате така. Значи, тука пишувате линк и на крајот кликнувате на attach. Сега немам линк, еве на пример, јас ќе најдам OneNote. Еве во OneNote има опција. Пример, отворена, вие не ја гледате ова, ама домашната кај што беше. Има опција за share. Че јас ќе направам сега линк, од тука, ама ќе ви покажам после на часот кој ќе ни биде како ќе биде тоа. Ќе го копираме линкот, момент, душо. Ќе го копирам линкот од OneNote документот и сега видите во овој дел кај што е веб адреса. Ја копирате цела адреса и еве го линкот од домашната. Кога ќе сте готови со ова, момент, душо, слушам, почекај. И ја враќате назад домашната уште еднаш. Значи сега, домашната е пратена по втор пат, истата, ама сега коригирана. Дали ви јасно? Ма почекај, душо, може, толку итно тоа, твоето. Ајде кажи што е работа. Ве пратив нешто. Добро, ќе видам. Не сега зборуваме, ќе видиме. Не е толку битно тоа. Чи на овој начин може да одговарате за домашните. На истиот начин може да ги пополните и изјавите што ви беа пратени. И отворате изјавата што ви ја пратив, решавате во незе и само ја затворате. Ништо поќе. Дали ви јасно сега ова како треба да го правите? Да. Значи, слично е на мобилен. Јас мислев дека можам да ви ја прикажам сликата на мобилен, ама нешто не беше во ред, не можев тоа да го направам. Молам? Мене ми закоči. Добро, ќе го гледаш вечер видеото. Сега, ова јас го затворам овдека и почнуваме со денешната работа. Дали ви јасно тоа? Молам? Дали ви стаса мојата презентација? Да, стаса, супер беше. Добро. Да, стаса. Молам? Наставниче? Повели. Слушам. Слушам, кажете. Да разпитам можен час. По цел час само ми пишува јаднава. Вака, јас кажав дека ако продолжи да зборува, ќе ја блокирам и да не може да дојде и да смета. Ако сака да слуша, нека слуша. Ако не, ќе не мора. Може слободно да излезе. Значи, исклучи го таму четот, не го гледај тука, знам дека каква што е работата, таква е. Сега да го префрлам ова на другиот монитор. Ќе го гледаме тоа што ќе го гледаме. Значи, ова беа задачите. Ова беше кратко, поќе од кратко објаснување на тоа што треба да... Наставниче, кочите го зборувањето. Еве сега ќе ја коригираме работата. Да, наставниче. Ќе ја средиме, ќе пуштиме интернет ако треба. Значи, дали ви беше јасно ова до сега? Да. Вака се. Значи, денес ќе продолжиме тоа што го работиме. Да го поврзам мобилниот интернет, ајде. Така е да го најдам. Еве го, ќе појдеме на мобилниот интернет. Би требало да е побрзо, може да се исклучам за момент, па пак ќе се приклучам, видете тука. Ете, сега сум назад. Наставниче, Молам? може јас 26-та задача да ја решам. Не може сега ништо, 26-та беше за домашна, напиши ја како што објаснува, па тогаш ќе разгледуваме. Значи, сега одиме да пишеме овдека, вака, нова секција ќе отвориме, 20 денеска, 5.2020 среда. Значи, задачите не беа овдека горе. Додовме до задачите 26-та, 27-та и 28-та беа за домашна, така? Денеска почнуваме еве со 29-та. И имаме ваму долу неколку задачи. 2, 3, 5, колку ќе решиме толку. Значи, еве сне овдека. Се одма да кажем на Стефанија. Да ја одговорам кога сме веќе тука со OneNote. Јас би предложил секогаш да работите на OneNote, затоа што имате во него калкулатор. Видовте вчера. Како? Видете сега. Кога ќе ја работите тетратката, вие и давате име на тетратката во првава колона, во втората колона е секцијата
а во третата ви е домашната. Мислам домашната, страниците. Сега, например, внимавајте, овдека сне во среда. Значи овдека пишуваш домашна. Чекайте 2 секунди малку. Се извинувам, наставник. Наставниче, не се слушате. А не зборува наставникот, рече да почекаме 2 секунди. Ајде. Тешко. Тубе на тебе. Колку сте нестрпливи, бе, дечки, таман, требаше да завршам нешто. Ајде вака се. Се извинувам, наставниче. Вака се. Значи, ви објаснувам што е. Значи, вие си правите иерархија. Видите што правам јас овдека. Ја пишувам темата. Може да... Кажи, Барбара, ајде. Наставници много ми кочите, може... Ама исклучи се слободно, ти кажувам. Ќе го изгледам вече. Добро. Да. Значи, Добре. овдека пишувате името. Пишете, например, документ што се вика домашни работи. Во втората во секција напишете го датумот, денешниот датум. И ќе знаете дека во тој дел се домашните работи по било кој предмет. Од ова може да го користите по било што. И овдека сега пишуваме, ќе пишеме еве задача 1. Може и така да одиме. Сега. Во делот овдека горе, го гледате ова share? Дали го гледате копчето share овдека десно? Да. Кликнувате на него и сега видите опција. А овој линк што ќе го направите, видите сега, send link, значи праќате линк на целиот главен фолдер. Значи, внимавајте, тоа е разликата. Значи, ќе креирате линк на целиот фолдер, ова што е 2B, значи на главното. Значи, ако го направите во делот овдека што ви кажувам share. Ама ајде видите, имате првина опција. Првата опција што ви овдека, can edit. Значи, ако му го пратите линкот, значи, Стефанија, ако му го прати линкот на Габриел, например, тогаш Габриел ќе може да го измени тој линк и да си го напиши како негов да е. Тоа ако сака да биде Стефанија, добре. Но, секогаш кога го праќате некому линкот, треба да го исклучите ова поле, да забраните уредување, да кликните на apply, туку може овдека да пратите по мејл, например, на било кого. Кликнувате на apply, овдека може да пишете имейл адреса од некој ако сакате, и ако пишете имейл адреса, ќе кликнете на send, ама не ви треба сега. Имате опција copy link. Тогаш копирате линк за целата страна, ама видите што има најдолу. Send copy of a page. Ако кликнеме овдека, видите се што добивме опција. Дека не можам да копирам една страна. За таа работа, само таа страна не можете. Ќе кликнете овдека, кај copy link, и еве го линкот ви се појавува овдека. Имате известување дека секој со линкот може да го види. Значи, било кој на светот, ако го има вашиот линк, ќе ја гледа тоа што сте го сработили ви. Го копирате линкот и веќе можете да го вратите како таков во домашната. Јасно ви е? Ама, ако сакате да го пратите линкот само од страната, од задача 1, десен клик на него и видите се имате Copy link to page. Ко копирате линкот само од оваа страна. И овој линк, еве сега ќе појдам во четот, кај што ние со Станоков, овдека часот. Наставниче? Мола?
завършим негде към 25. Па би требало да завршим. Значи сега одам во conversation и во conversation јас ќе го наместам овој линк кај што ќе решаваме денеска. Еве задача 1 и сите ќе го добиете како задача 1 WebView. Значи секој со пристап како вас може да ја гледа таа задача. Дали ви јасно? Како може да го споделите во OneNote? И ова може да го користите по било кој предмет. Не мора по математика. Затоа што тука може да клаите Word, Excel, што ви душа сака, слики, се што треба да работите имате тука. Ајде сега да решиме некоја задача. Дали ви јасно се тоа? Да. Дали има нешто нејасно? Не. Сигурно? Да, не сме. Сега мислам дека ќе видите во можност да испратите домашна секогаш кај што ќе треба. Дека без проблем ќе можете. Сега, единствено не успеав за тие што се на мобилни. Ама внимавајте. За тие што користат мобилен, постапката е идентична. Ама кај вас, дури уште подобро кај мобилен, потешко се тие на компјутер што ја решаваат на хартија. Оти ако решаваш, ако си на компјутер, ја имаш решено на хартија, првин ќе треба сликата од мобилниот, кој ќе сликаш да ја префалиш на компјутер. А вие што сте на мобилен, ја сликате сликата и после кој ќе кликнете во тоа Add Work и ја додавате само сликата. Како ваша работа. И автоматски сте завршени. Ама за тоа нешто покасно. Ајде сега да решиме оваа задача. Што гледате, ме интересира сега? Задача со триаголници. Значи, минатиот час зборувавме. Площина на 2D формули. Да, ама площина на дадена 2D форма. Од што се состои формава? За разлика од тие предходните вчера што ги работевме. Така, има нешто на жолици. Сега, овдека, оваа е форма. За разлика од тие што ги работевме вчера. Ајде вака сега да направиме. Оваа е форма. Има долу правоаголник што го бојам. Какво го боја? Жолто. Жолта боја. Добро. И имаме два триаголници. Значи може го изясни. Епа може, не знам кој е. Јас ќе го исклучам, ајде, јас ќе го исклучам. Еве вака. Значи, имаме правоаголник и два триаголници. Значи, сега тој ќе биде малку потешко од вчерашниот. Ама малку. Не многу, малку потешко. Сега вака. Плоштината на ова што е овдека. Првин ќе најдеме плоштината ова P1 на правоаголник. Како е плоштината на правоаголник? P е еднакво на А по 2. Не, тоа е периметар души. А по Б. Епа А по Б. Значи должината е 6 cm, а ширината е 4 cm. Тогаш плоштината P1 на правоаголникот е 6 по 4 или плоштината е 24 cm квадратни. Така. Сега. Станува сега овдека да видиме како ќе определиме плоштина на триаголник. Сега нема да ги кажам формула за плоштина на триаголник, но ќе ви кажам нешто што го знаете, па после ќе го искористим. Ајде вака. Ќе нацртам правоаголник овдека, имаме правоаголник, еве вака. Ќе нацртам правоаголник и ќе нацртам една одсечка која што правоаголникот го дели напола. Сега, што мислите? Колкава ќе биде плоштината на горниот опне тука? Плоштината на овој горен триаголник. Што мислите?
Не получи. Мола? Човек на частно участие не реше дека на трети ќе ни кажи оценките за ако се стави оценки до 8 да ги поправиме. Ќе ни кажете и Рано, јас моите оценки ќе ви кажем последниот ден кој ќе завршиме. И ви уствари се ги знаете оценките, да не се лажиме. Се знаеме колку вредиме, но учебната година ни е до 10 нас. И оценките ќе ги знаете тогаш. Уствари ги знаете вие веќе оценките, ќе правиме некаква си проверка која што е можеби во овој ваков случај непотребна, затоа што нема да ги оценувам вас, ќе го оценувам родителите ваши. Колку пишуваат, ама ќе се договориме, рано е сега. Имаме уште 20 дена. Така за тромесечен стан никој не даде липче и да си мислиме што ќе имаме на пријател математика. А вака, тоа е, вака сега слушај, тоа е кај наставникот. Ова си сега на математика и таму не е така. Ви кажувам дека оценките ќе ги добиете на 8 јуни. А предходно може ќе ги знаете и си ги знаете оценките. Вие кој колку напишал, кој како напишал. Значи се знаеме цела година, само ова сега онлайн наставата капак на се ни беше. Имаме некој што воопшто не е приклучен. Значи и тоа ќе го земеме во предвид. И ама сега не е време, не зборуваме за тоа. Рано е, ќе зборуваме посебен час, ќе имаме за оценување. А на получе? Молам? Кој што никош не е уклучен, ќе му се намали оценката или не? Па, значи тој не може распустот за него да почни од 13 април, март уствари. Значи за некој од вас, од 4 оделенија, распустот почна на денот кога завршивме со училиштето. Значи тоа не е во ред. Значи тие не можат и не смеат во никој случај да бидат во исти кош со сите останати. Без разлика дали можат да се приклучат или не можат да се приклучат. Затоа нема некој друг што треба да одлучува, а јас оценувам учество и знаење. Значи тоа не смее да биде. Кај мене тоа нема да помине. Значи не навлегувам дали можел или не можел. Кога некој може да пишува на Facebook, може да оддели време да биде присутен на час. И крај тука завршува секаков муабет за оценка. Јас кажувам и треба да ве научам дека оценката треба да биде плод на вашата работа. А никако и треба да е награда за вашиот труд. А не награда за било што друго. Ако сакате такво нешто, барајте на друго место. Тука нема такво да добиете. Значи се годиме. Правоаголникот што го гледате на цртежот. Има. Вака ќе сменам боја. Овој дел ќе има плоштина P1, а овој дел ќе има плоштина P2. Што мислите, какви се овие две плоштини? Исти. Па исти. Тогаш, како ќе најдеме колкава е плоштината на P1, на едниот триаголник или на другиот триаголник, ако знаете, например, ова дека е 6, а ова дека е 4? 6, бидејќи на цел правоаголник плоштината е 24 см квадратни, тоа на пола или 12 см квадратни е всушност плоштината на P1. Така, значи плоштината на P1 и плоштината на P2 е уствари 6 по 4 на пол. Значи плоштината на еден триаголник всушност е половина од плоштината на неговиот соодветен правоаголник. И тоа ќе го запишем како правило. Плоштината на триаголник е еднаква на плоштината на половина. Еднаква на една половина од плоштината на соодветниот правоаголник. Значи, ако имате триаголник,
тој триаголник дополнете го до правоаголник и ќе ја најдете ја плоштината на правоаголникот, па половина тоа е на триаголникот. Ова сега за сега вака ќе го учиме, в година ќе учиме формула на триаголник. Се внимавајте горе. Горе имаме два триаголници. Овој ќе биде P2, а овој овдека ќе е P3. Сега тука имаме два начини. Можеме, еве самите ќе видите, ако овој P3, ствари P2, го дополнам до правоаголник. Евака. Арнаме и овој го дополнам. Што забележувате? Овие делчињава, ова нели ќе биде P2 и ова ќе биде P3. Сега наместо да барам плоштина на два правоаголници, дали може да гледам како еден да е? Што мислите? Може. Па може. Тогаш, ова што е тројката, ќе биде ова овдека тројка. Ова долу е всушност страната на правоаголникот е 6. Тогаш, колкава е плоштината на целиот правоаголник, сега што ќе го означам со букви, евака, А, П, С, Д. Но е горниот горе, големиот. Колкава ќе биде плоштината на А, Б, С, Д правоаголникот? 18 сантиметри квадратни. Така, 6 по 3 е 18 сантиметри квадратни. Тогаш, половина од овој правоаголник, колку е? 9 сантиметри 9 сантиметри квадратни. Оваа плоштина всушност ќе биде P2 плюс P3. Затоа што имаме 2 пати P2 и 2 пати P3. Дали ви јасно? Значи имаме 4 всушност триаголници, од кои се 2 по 2 исти. Дали ви јасно? Што направивме тука? Колку ќе биде сега плоштината на целиот цртеж? Како ќе го најдеме? П на целата фигура. Ова што е црвеното, синото и жолтото. 24 33 сантиметри квадратни. Не може да биде 33. Значи, целата плоштина ќе биде P1 што е жолтото и собрано со црвеното и синото. Овие две се горните триаголници. И овие двете колку представуваја? Тие беа половина од А, Б, С, Д. P1 колку најдовме дека е 24, а P2 и P3 заедно беа 9. О, туку да, јас грешно слушнав. Значи 33 сантиметри квадратни. Дали ви јасно? Да, јас грешно слушнав, значи. Дали ви јасно? Да. Значи, на тој начин, ако во цртежот имате триаголник, секогаш дополнете го до правоаголник и определете ја плоштината на правоаголникот. Се внимавајте. Во нашиот случај немавме триаголник, туку имавме два триаголници. Тоа е можно затоа што во нашиот случај двата триаголници, видите овде имаа заедничка страна, што беше иста. Ако тоа не беше случај, не можевме да го користиме ова што го направивме. Еве сега ќе решиме друга задача. Ќе се вратам назад јас. Ќе копирам друга задача од задачите. Еве ова е со трапезот. Прекрасна задачата. Само не видов, имаше понудени решенија. Вајле и нашето е понудено во тие. Хајде да видиме. Нашето решение беше 30, колку беше? 33 сантиметри. Него првото. Првото е нашето решение во задачата. Мора да го има. Ево овде. Се видете. Исто вие вака може да правите дома. Додавате нова страна. Во нова страна пишуваме задача 2 и еве задачата. Што ја копирав јас. И може сликата што ќе си најдете да ја копирате. Сега треба да најдеме плоштина овде. Сега во овој случај повторно можеме да го правиме истото, можеме да доцртуваме и можеме да пресметаме со делење.
Ама најчесто овдека ќе решиме со делење. Видете сега. Ајде да означам букви. А, Б, С и Д. Ако овдека сега поделам вака, овдека точката да означам Е. Тогаш, плоштината на тоа што ни треба, всушност ќе биде плоштината на овој сак, што фигура ќе добиеме овде? Според димензијни. Квадрат. Квадрат и овдека ќе имаме триаголник. Сега, како ве учев јас? Овој триаголникот, бидејќи немаме формула за него, ќе си го дополниме до квадрат или правоаголник. Сега ќе видиме што ќе добиеме овдека. Овдека точката ќе биде А, Б, С, Д, Е, Ф. Ф. Значи, овдека имаме P1, овдека имаме P2, а овдека нека биде, бидејќи го дополнуваме, ова ќе биде исто P2. Ти го дополнувавме, нели? Ајде да видиме. Нашата плоштина целата ќе биде P1 плюс P2. Како ќе пресметаме колку е P1? 4 по 4. Така. 4 по 4. Тоа е 16 сантиметри квадратни. Значи, коре е 4, значи и долу е 4 и ова десно е 4. Сите се 4, значи ова е квадрат. Ај сега да видиме. Како ќе најдеме колку е P2? 7 Значи, ова е 7 целото, АБ е 7, вака ќе пишем, ајде. АБ е 7 центиметри. Ама бидејќи А е 4 центиметри, прашањето е колку ќе биде ова овдека делче. 7 Така, значи овдека ќе биде 3 центиметри. 4 Така, 4 12. Подали име 2. така, значи ова е 3 по 4 наполу. Затоа што 3 по 4 е плоштина на правоаголникот. Дали ви јасно? 12 наполу е 6 центиметри квадратни. Значи, целата плоштина, значи P1 еве овдека беше 16, овдека е 3 по 4, 12 наполу 6, ќе имаме P1 плюс P2, или плоштината ќе биде 16 плюс 6, тоа е колку? 22. Тоа е, еве го решението под Б. Квадрат. Дали ви јасно тоа? Да. Еве вака. Сега да видам дали имаме нешто и што, ако немаме, ќе завршиме за денес. Видам што задачи имаме овдека. Вака се. Овие задачите што се овдека, ги имаме решавано, ќе решиме една, вие ќе изберите која. Другата за дома ќе ви бидат сите што останат. Четврта, петта или шеста? Која сакате да решиме сега? Петта? Ајде петта. Петта е довршуваме и останатите ви се за дома, ќе ви ги пратам домашно исто како претходно. Што ви објаснувам. А како ќе го решите вие зависи од вас. Дали во PowerPoint, дали во OneNote, дали во Word, дали на тетрадка па ќе копирате, како сакате. Значи одиме во среда, нова страна, ја пишуваме задача 3 и еве ја задачата. Еве го, со собирање и со одземање. Значи, вика првин со собирање, а второто со одземање. Значи, сега ќе работиме горе под А, долу под Б. Со собирање, значи треба да поделиме. Како ќе делам? Хоризонтално или вертикално? Како сакате? Хоризонтално. Па, може било како овдека. Ајде хоризонтално да го делиме. На тој начин добивме еве го еден правоаголник, што ќе го обојам жолто. И уште еден правоаголник, еве што ќе го обојам овдека со црвено. При тоа,
Овај ќе биде P1 со плоштина, а овај ваму ќе биде P2. Плоштината што ни се бара ќе биде збирот од плоштините. Колку е P1? P1 е еднакво на 6 по 3. Сега тоа ви е замката. Не е 6 по 3. 6 е ова целото овдека. 4 по 3. Така. Ова е овдека двојка. 6 минус 2. Ова е 4. Значи P1 е 4 по 3. Дали е јасно зошто? Затоа што оваа страна овдека е оваа страна овдека, што ја бојам сега, е уствари 6. Или ќе ова горе е 2, значи ни остануваат 4. Значи 4 по 3 е 12 центиметри квадратни. Хајде да видиме колку е P2. 6 по 2. 2 по 6. И оти 3 по 2, кај му текна 3 по 2. Жолтото го бараме сега. 2 по 6. А 2 по 6, 12 центиметри квадратни. Значи, забележувате, имаат иста плоштина, различни се. Колку е плоштината тогаш? Еднакво на 12 плюс 12. 24. Ете така. Сега внимавајте. Беше ова пода. А бидејќи сега бараат со одземање, видам дали памти компјутера. Еве, памти. Сега ќе се обидиме како да го решиме ова со одземање. Што мислите? Ви објаснав вчера. Како ќе го најдеме со одземање? Што треба да направиме? Мислам да му додадеме. Да му додадеме и после Да му додадеме и да Еве го. да дојде како квадрат. И па и квадрат ќе дојде, затоа што такви се димензиите дадени. Значи го додаваме, еве сега ова ќе го обојам. Додаваме жолт правоаголник. При тоа, ова што го додадовме ќе има плоштина P1, а ова што ни остана, на која што треба да му најдеме, ќе има плоштина P. Тогаш, P плюс P1 е некоја плоштина P2. Значи, ова ни треба, P1 е доцртаната, доцртани од правоаголник, а P2 е ново добиената форма, која што е? Квадрат. Квадрат. Со страна колку? 6. 6 центиметри. Ајде сега да ги напишеме димензиите. Колку е P? Мислам P, да, P1, P ни треба. Колку е P1? Доцртаното. Ова. 18. Колку му се димензиите? Колку по колку? 4 по 3. Значи, 4 по 3. Значи видете, ова целото е двојка. За да биде целото шеска, ова мора да е четворка. Бидејќи целото ова е шеска, а довдека е 3, ова мора да е 3. Значи P1 е 4 по 3, 12 центиметри квадрат. P не го знаеме, а P2 на квадратот, колку е плоштината на квадратот? Така, 6 по 6 е 36 центиметри квадрат. На тој начин, Сега 36. вака, P, не, одиме полека. P, одиме по оваа формула овдека горе. Ќе одиме понезе. P, ја препишувам. Плюс P1 е 12, треба да го даде 36. Колку е P? 36 минус 12 или 24 центиметри квадратни. Дали е исто како предходното? Исто е. Дали е јасно? Сега ги враќам назад да направите скриншот. Значи, ќе го зголем овој документ, вака, и ќе ја решавате. Јас ќе ги наместам шестата и четвртата овдека. Задача. Тие две направете си на брзина, ама ќе ги имате и како домашна, како преѓеска. И овие три што се овдека.
Значи, овие задачи ви се за домашна до петок, до полноќ. Значи, не морате денеска, можете до петок, до полноќ да ги решавате. Значи, како што ќе ги решавате, јас така ќе ги гледам домашните. И ќе ви враќам одговори. Дали е јасно? Со тоа денешниот час заврши. Молам? Може другото да вратите, за домашно? Другото долу што беше, еве го, си го зголемам вака да го гледаш поубаво. Еве го, да го вратам подолу малку за да го гледаш текстот. Ма ситнова не можам никако поголемо, ти е ситно напишано. Еве го вака, чекај. Еве го вака. Наставниче, само 4-та и 6-та не си за домашна. Па 5-та ја решивме душо сега. 4-та и 6-та. А вие ќе ни ги поставите во... Тада ќе ги наместам, ќе ги поставам како што ви покажував на почетокот часот, ќе бидат поставени, ама ако некој не е трпелив да ме чека мене, нека почне па ќе ги видите и таму. Збирате, може нема одмот и сега треба видеото да го правам за на YouTube. Ако ќе стасам, ќе ги направам и тие. Зато ви дадо време и до петок да ги завршите тие. Сега бидејќи имате 6 задачи, ќе имате задачи што носат две задачи уствари по 10 поени, овие двете 20 поени и овие 3 15 35 поени ќе имате од домашната да освоите. Значи со тоа денес завршивме. Утре во 14 часот се слушаме. До гледање. До гледање, дечки. До гледање, наставниче.